Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Љубиша Николовски, мој вечерашен гостин Оливер Андонов. Добро вечер. Добро вечер. Честит празник на гледачите и вам во пресрет на големиот национален празник на македонската држава. Нека е со среќа и долговечен. Нека е вечна држава. Утре, добро посетим нашата програма, ќе има отворено студио, во кое ќе посветиме целосно внимание на она што ќе се случува на сите важни места низ Македонија кои го одбележуваат овој голем македонски празник. Имаме гости во студиото, ќе расправаме за тоа. Но еве ги повикувам гледачите утре да останат со програмата на телевизија Нова, а да останат и сега, бидејќи вечера ќе разговараме за она што се случува по неуспешниот воен удар во Турција. Господин Андонов, она што Ердоган го направи по одржувањето на пучот на некој начин, како да кажем, како да ја вознемири малку меѓународната јавност и Америка и Европската Унија, и тоа претежно од безбедносен аспект. Токму и затоа сакам вечера со вас да поразговараме малку, иако на непосредно по угушувањето на ударот следеше серија на апсења на војници, генерали, официри, судии, ученици, потоа затварање на голем број школи. Имаше една мека препорека од представници на Европската Унија, сепак и покрај тоа што тоа се работеше за воен удар во кој што требаше да биде убиен или сменет од власт Ердоган. Значи, после непосредната подршка што му беше дадена на Ердоган, имаше благ укор дека не треба да претерува и дека сепак треба да се држи до демократските принципи. Но она што особено деновиве се случува е што тој спроведе неколку мерки или најави неколку мерки што ги особено ги вознемири европјаните, а тоа е со заканата дека доколку не се постигне договорот што го вети Европската Унија за визна либерализација, дека Турција ќе ги пушти назад неколку милиони бегалци кон нас. И вториот беше базата Инџирлик, што директно представува вид закана на Соединетите Американски држави на НАТО како една важна стратешка база на југот на Турција. Еве за овие две теми ќе почнеме, па ќе разговараме што тоа се случува во Турција по војниот удар. Значи, прво од безбедносен аспект, дали Чавушоглу, министерот, реално се закани и што тоа може да значи, како тоа го чита Европа? Уцена или благо дипломатски притисок кон исполнување на врските што Европската Унија ги презеде? Значи, во овој случај кој Турција го применува кон Европската Унија конкретно, а и целосната она слика која се остава после оној неуспешен воен удар од средината на јули, безбедносните прашања се инструмент во остварување на геополитичките прашања на Турција. Тука не се на прв план безбедносните прашања. Туку напротив, ако зборуваме конкретно за ризикот и заканата од наплив на бегалци во Европа, околу 3 милиони некаде има бегалци во моментот во Турција, помеѓу 2,5 и 3 милиони. Што не е малку, тоа е реално огромна бројка, секако, и со оглед на тоа што Европа е свесна дека се соочува со можна закана во текот на септември месец од наплив на бран на бегалци од Северна Африка, тоа би представувало во случајот со Турција инструмент кој Турција го употребува кон Европската Унија за извршување на политички притисок, односно добивање политички бенефити. Но целата заднина на оваа работа која се случува во Турција по неуспешниот државен удар е во основа за цврстување на власта на Ердоган. Од наш аспект ние можеме да зборуваме дека тоа е лично турска работа, внатрешни проблем. Нивен сега тој ќе си ги решава работите, буквално му се отворија вратите за решавање на многу прашања. Има изговор за се она што му беше. Тотално има изговор. Дури споменува, нели, можно е да има грешки, заменик премиерот споменуваше, нели, прифаќа, можно е да има грешки, ама ние ќе ги разгледаме, да. Сега, знаете, се доаѓаме до она, да го така парафразираме времето на по Втората световна војна револуцијата ги јаде своите деца, нели? И тогаш имало грешки, ги праќале луѓето на Голи оток, ама тие завршувале на Голи оток. Така да Турција сега ова што го прави веќе се
искачи бројката на 18.000. Европската унија денес себе гледаме и реагира на сето тоа. Дури не одобри Германија обраќање на собирот во Келн на Ердоган, па критики до германскиот вршител на должност амбасадор во Анкара, до министерот за надворешни работи на Германија, посета денеска на командантот на НАТО силите, американскиот командант на НАТО силите во базата Ингирлик, потенцирајќи го значението на самата база за дејствата кон исламската држава. Но Ердоган покажува едно чувство дека е навреден и загрозен, така да кажам, не суштествува навреда во меѓународните односи, тоа не постои како такво, него едноставно се чувствува загрозен од некои постапки на Соединетите Американски држави и токму во овој период на предизборие во Соединетите Американски држави се обидува да изврши притисок да види како ќе се однесуваат кандидатите можеби. Значи тоа се веќе стратешки политики на Ердоган и сега обезбедувајќи си го својата позиција во Турција, расчистувајќи со сите оние кои мислат различно од него, кои тоа јавно го искажале, посредно, непосредно, што гледате се апсат новинари, се апсат професори, не знам, од сите можни бранши, голем број луѓе се отпуштени од одбраната, од полицијата и така натаму, суди, нели, правници и така. Тој си создава една внатрешна состојба во која тој сигурен. Значи го употреби ово. Тој некако експанзионистички почна да забележува на сите коментари на новинари, медиуми и политичари надвор од Турција. Да, токму тоа. Тоа и денеска го даде како коментар. Гледате си вашата работа. Тоа и денеска го даваше како коментар на реакцијата на Европската унија. Гледате си вашата работа, нема потреба да се мешате во работа на Турција. Затоа и потенцира. Ние како Македонија нас многу не ни значи тоа што тој го прави таму внатре. Но, како последица на тоа што го прави внатре, ќе ни значи многу неговата меѓународна позиција и улогата која ќе има кон Балканот, како кон регион кон кој Турција има исклучително значен. Што значи тоа дека ние сега ова што го говориме, тие го следат и може да ни забележи Ердоган па да прати амбасадорот да реагира до мене или до вас за вашите оценки? Не. Значи, ако продолжи така, тоа секаде во светот ќе стане како не во тој аспект, не во тој личен аспект. Туку во аспекти како држава Македонија нема интерес да било како реагира по однос на тоа што се случува во Турција, но има потреба да ги следи состојбите за да може да реагира навреме, бидејќи ние ќе бидеме први на удар ако го пушти бегалскиот бран. Така. Како и досега што бевме, нели? Тоа ќе значи ангажирање на армијата, ангажирање на полицијата, дополнителни ангажмани, дополнителни прашања кои во се уште не завршената. Ќе стане безбедносно прашање, не само политички, тоа ќе барем за нас. Јас, значи, кога почнав да зборувам токму за тоа зборувам, во овој момент ние имаме состојба во која безбедносното прашање со бегалците се користи за геополитички интереси и позиционирање. Како алатка, како инструмент. Како инструмент, така. Доколку се употреби инструментот, тогаш тој ќе дојде на дневен ред да се разгледува како конкретна реализирачка закана врз безбедноста на регионот, не само на Македонија, а со тоа и на Европа. Но неколку илјадници бегалци веќе за викендов 7 или 9 се пристигнати во Грција. Дали се тоа случајно или само дел од ова што го говорите? Тоа може да биде еве дека не зборувам напразно. Ви праќам веќе. Значи на претходница што ви праќам веќе да видите како изгледа повторно, да ве потсетам на времето како изгледаше тоа и има една интересна, барем јас како што го гледам тоа, интересна цел која сака да се постигне. Значи Ердоган бара либерализација на визниот режим и продолжување на преговорите со Европската унија. Така. На прво место либерализација на визниот режим затоа што на еден мек начин ќе се ослободи од некои внатрешни притисоци, и социјални и етнички, посебно во делот со курдите, ќе може да се ослободи да излезат надвор, бидејќи мислите дека оваа либерализација особено ќе се однесува на нив кои што и однака би сакале да да заминат. Да заминат. Тоа ќе биде мека миграција која тој ќе ја потикне на некој начин да се случи, да направи како издувен вентил во општеството за некои работи, но од друга страна ќе биде и негова победа во
прагматичната меѓународна политика во односите со Европската Унија. Многу е лошо за Европската Унија оваа состојба да се покаже дека Европската Унија е слаба, како што се покажа во однос на мигрантите, така да се покаже и во однос на конкретните односи со Турција, што нема да биде добро по однос на рейтингот на Европската Унија, која досега се декларираше како глобален актер, но ако оваа состојба со Ердоган помине на штета на Европската Унија, бидејќи еднаш веќе нели помина со оние средства, 3 милиарди ми се чини беа во прашање. Стигна нешто од тие средства во Турција? Не знам, не сум во текстот, тоа не се споменува во јавноста, но не се жала Турција, не се ни фалат европјаните, така да нешто има, нешто се случува веројатно, но тоа беше една од работите и повторно во тој дел беа вклучени мигрантите како инструмент. Таа помош требаше на Турција да оди поради мигрантите, за да не одат за Европа. Значи сега повторно се заканува со мигрантите со друга цел. Значи ние смислам дека ние на оваа тема прозборевме еднаш кај вас во емисија и кога реков успеа да наметне на Европа уцена, сега по втор пат истата работа поминува. Но на Европа се уште го оценува. Визната либерализација е врзана за 70 услови кои што Турција треба да ги исполни, особено ми се чини законот за антитероризам. Да, законот за антитероризам има влијание и тоа пред се влијание во однос на тоа дека Европа го поддржува Турција во антитероризам, да не се обвинуваат луѓе кои зборуваат против Ердоган, кои не повикуваат на насилство, туку само искажуваат политичко несогласување, нели? Сепак во доменот на таа политика на Европската Унија кон Турција и на Турција кон Европската Унија во овие изјави не може баш толку отворено да прочитаме некои работи. Едноставно се тоа во рамките на во ракавици меѓународни односи, дипломатски релации, нели ние ви советуваме, ние бараме, ние поттикнуваме и така. Знаете, на нас можеби од наша перцепција ни е малку чудно затоа што Европската Унија знае често пати арогантна да биде кон нас, како кон Македонија, но тоа е поради големината на државата, нели и внатрешните состојби. Ердоган покажа дека јас ќе ги доведам во ред работите како што јас сакам, ќе искористам состојбата која се појави со самиот обид за државен удар. И Турција е регионална сила која може да влие врз Европската Унија, низините интереси на Блискиот Исток и воопшто врз безбедноста на европскиот континент. Еве, еден од инструментите се нели бегалците. Второ, мора да знаеме дека Турција, посебно Ердоган, во периодот по изборите последни што беше, една од благодарностите негови беше насочена кон Сараево, Скопје, нели Тирана, Приштина, каде се не спомна дека гласале турци за Ердоган, имаше поддршка. И сега јасно се искажува јавно и гласно. На тој начин дури па и онаа поддршка во Келн што ја има, преку тоа се манифестации јавни за испраќање порака. Значи јас имам во тие држави, јас имам своја поддршка. И сега видите вие колку имате поддршка кај мене во мојата држава, имајќи предвид дека 18.000 луѓе приведов кои условно кажано се прозападно ориентирани, не сакаат власта на Ердоган и така натаму. За ова ќе поразговараме, да направиме една пауза за реклами, но претходно да погледнеме прилогот на колегата Матеја кој токму говори на оваа тема околу условувањето на Европската Унија и визната либерализација кон граѓаните на Турција. Турција ќе добие визна либерализација дури откако ќе ги исполни сите потребни услови, велат од Европската Унија. Повторувањето на ставот доаѓа по најавите на турските власти дека ако не се укинат визите, официјална Анкара повеќе нема да го почитува договорот со Брисел за задржување на бегалскиот бран. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу изјави дека сето тоа функционирало поради многу сериозните мерки кои биле преземени во Турција. Безвизниот режим во Унијата беше главната награда за соработката на Анкара во запирањето на илјадниците бегалци кои преминуваа во Европа. Сепак главна пречка останува новиот антитерористички закон во Турција, кој според официјален Брисел не ги исполнува европските стандарди. Успехот на договорот е кревок. Продолжувањето на успешна имплементација на договорот зависи главно од политичката решителност на двете страни. Јасно ја кажав политичката решителност на Европската комисија и продолжуваме да го исполнуваме нашиот дел од договорот во надеж дека ќе биде успешен. Во однос на антитерористичкиот закон, председателот Јункер јасно кажа дека не можеме да ги промениме стандардите, но намерата на комисијата никогаш не била да го ослабне капацитетот на Турција ефикасно да се бори против тероризмот.
Од Европската комисија вела дека целта е да се усогласи законодавството и дека на тој начин ќе и се помогне на Турција. Загриженост во Брисел предизвикува и големата чистка која се спроведува по неуспешниот обид за државен удар. Европските лидери изразија поддршка за демократски избраната власт во Турција, но истовремено потенцираа дека мора да се почитува начелото на пропорционалност при антитерористичките операции. Пропорционално значи лицата како новинари и професори кои на ненасилен начин ги изразуваат своите ставови и не повикуваат на насилство, да не бидат затворени или обвинувани за изразувањето на нивните ставови на база на антитерористички закони. Ние продолжуваме да работиме со турските власти за да се осигураме дека елементот на пропорционалност ќе го пронајде патот во турското законодавство. Според договорот меѓу Анкара и Брисел, сите мигранти кои нелегално пристигнале во Европа треба да бидат вратени во Турција, додека за секој вратен сириец, друг сиријски државјанин од турска територија ќе биде преземен од земјите членки на Унијата. Ширум Турција има повеќе од 2,5 милиони сиријски бегалци. Европските политичари истравуваат дека доколку пропадне договорот со Турција, голем дел од нив ќе се најдат пред портите на Европа. Ево сме повторно во отвореното студио на телевизија Нова. Разговараме со универзитетскиот професор Оливер Андонов за состојбите во Турција и односите кон Европската Унија и кон Соединетите Американски држави. Господин Андонов, уште малку сакам околу односите Европа-Турција, па после ќе се префрлиме на односите на Ердоган кон Соединетите Американски држави, кон својот партнер од НАТО, но ајде уште малку да анализираме за волја на вистината, на некој начин го обвинуваме Ердоган дека ја уценува Европската Унија, дека сака да покаже дека е фактор, но од друга страна па и секогаш Европската Унија имала некаков специјален однос кон Турција, како велите вие, сака да ја третира како еден вид на бафер зона кон исток, така? Тоа буди некои асоциации кај вас на историски аспекти? Турција има една специфична позиција како членка на НАТО, со стратешки партнер на НАТО во регионот и на САД, особено од периодот на студената војна, па и сега со сите конфликтни подрачја на Блискиот Исток, има посебна улога, но Европа во целата таа работа, заштитувајќи ја својата територија, односно Европската безбедносна зона, се обидуваше долги години веќе, значи ако го земеме и она предвиде од некаде 66-7 година уште од времето на Европската заедница, Турција има кандидатски статус кој скоро 50 години е веќе кандидатски статус, никако да дојде до крај. Значи оваа игра фактички Ердоган ја сваќа дека Европската Унија знае многу долго да проигрува, да не го разбира тоа Ердоган сигурно, не дека не го разбира и затоа е свесен е за својата улога и не сака да едно време, еден период и свесно можеби прифаќаше да игра во улогата како што и некои претходни турски влади прифаќале да играат таква улога, како јас тоа го со еден хрватски колега го работевме како едно не истражување, ама мини анализа правевме на улогата на Турција за Европската Унија и дојдовме до еден интересен заклучок, односно го дефиниравме тоа како Турција во улога на војна крајина за Европската Унија. Знаеме дека историски Австро-Унгарското царство кон границата со Отоманското царство во еден дел во Босна и Хрватска денешна држала подрачје кое крајна се нарекувало, бидејќи била гранична линија војна крајна и имало доброволни сили од луѓето кои живееле тука, кои бранеле во таа недефинирана зона, бранеле од ударот на турците, значи кон Австро-Унгарија, кон Виена. Отприлика некако така функционира и улогата на Европската Унија кон Турција. Така се однесуваше во минатото и Турција служеше како една добра брана кон Блискиот Исток и сето она што се случуваше на Блискиот Исток, значи филтер. Оние превирања таму да ги спречи линијата безбедности што би могле сите безбедносни превирања и Турција како земја членка на НАТО доста цврсто се држеше во тој дел, нормално остварувајќи ги своите интереси. Никој не е член на некој војно-политички сојуз, а да нема свој интерес за да оствари свој интерес во тој сојуз. Впрочем, затоа и се формираат сојузите. Во овој период се дојде до едно сознание дека да, Турција може токму таа своја улога на така наречена војна крајна
да ја употреби против Европската унија, односно за притисок врз Европската унија во политички смисол. И уште еден момент има тука многу интересен, јас го напоменав пред малку. Турција има влијание врз Босна, има влијание врз Косово, Албанија, врз Македонија, Бугарија, Грција, значи врз еден дел на југоисточна Европа, каде што може да изврши свое влијание пред се политичко и економско и културолошко, поради малцинствата кои живеат на териториите на овие држави. Тука е вклучително и Србија, не е исклучена, нели и Црна Гора. Значи целиот тој појас има турско влијание, односно може да има турско влијание на така, отоманските интереси, значи интереси ги обновува Ердоган. Кој всушност Ердоган во една прилика и ги напомена како интереси. Од тука пан-отоманизмот му е една од карактеристиките на политиката и со тоа и става на Европа до знаење дека јас сум подготвен да извршам влијание на територијата на Европската унија. Всушност Европа е територија на Европската унија, без разлика дали се земите членки или не се членки, тоа е безбедносна зона на Европската унија. Не е дури ни соседство. Соседство се сметаше Блискиот Исток, каде што Турција имаше таа улога, копнена пред се улога, додека поморската улога требаше да ја извршува Грција. И се покажа дека Грција е доста неотпорна кон тој наплив на бегалци, не може да се снајде. Турција е клучниот играч, се наметна како таква и сега во меѓународните односи тоа се добри инструменти за остварување на прагматичната политика. Од тука како ќе игра Европската унија, ќе биде многу интересно да видиме. Лично не очекувам некоја остра реакција од Европската унија, наметнување санкции, некои такви моменти. Има пазарење, веројатно. Не, секако ќе има пазарење, ќе видиме што ќе бара Ердоган и кои услуги ќе ги бара. Со оглед на тоа дека во Германија има големо турско малцинство, тоа се нарекува етнокласа во теоријата на конфликтите, посебно во етничките конфликти, се нарекува етнокласа, бидејќи тие не се национално малцинство, тие се работничко малцинство кое се создало како гетоизирани групи во поедини региони во Германија и се етнокласи, но се многу големи. Значи тие луѓе немаат германско државјанство, немаат работни визи, живеат долги години, дури втора и трета генерација се родени таму. Тие го знаат германскиот јазик, ама сепак така. И тие имаат влијание, знаете како, тие имаат економско и политичко влијание во општеството во кое живеат. И безбедносно секако. Ама имаше една чудна изјава на Меркел, која така помина, може би беше само реакција на внатре партиските обвинувања, незините притисоци од партијата и од општеството да престане со примањето на бегалци. Таа рече дека, тоа беше реакција на оние случувања таму. Значи, таа нема да престанам да примам странци. Дали тоа предчувствува дека може би Турција уште 1 милион ќе испрати навака, па е подготвена да го реши тоа, да го демфува ударот и притисокот? Не се работи за предчувство. Не, знаете како, воглавно политичките лидери и државните лидери не имаат предчувство, имаат сознание. Би било многу лошо кога би се воделе по предчувство, тогаш ќе имаме хаос во таа држава. Имаат сознание, сепак работат службите германски и тие знаат што може да ги очекува и тоа е проценка, значи превентивно, но изјавата е претежно наменета за домашната јавност во Германија за подготовка дека може да се случи тоа и дека тие ќе прифатат. Сега, која е целта на прифаќањето на бегалци? Може Германија да ги затвори исто границите, како што тоа го прави Унгарија, нели, Словачка, Чешка, така? Тој на некој начин по некој гласноговорник на политиката на Германија. Тој беше поостар во односот кон Ердоган и неговите барања за либерализација, но ќе остане вино да... Но генерално, знаете како, Турција не е интересира кој ќе ги прими бегалците. Но видите... Какво значение за нив има тоа? Па, нема значение, или ќе има значение ако не ја постигне целта. Ако Меркел уште милион прими така, или се распоред... Не верувам се, ова све се шпекулации, но секако да покаже дека сега. Дека нема да предизвика таков немир како што може би Ердоган очекува ако ги пушти сите назад. А може да му се врати. Исто така имаат инструменти за вратка европјаните. Знаете како? Да, секако. Многу ранливи. Секако може да применат блокади и други работи врз Турција и секако тоа ќе бидат економски мерки пред се, но ако реално размислуваме за Европа, за Германија посебно не има значение и уште милион бегалци распоредени, значи дисперзирани, ни цела Германија нема да има ефект на загрозување.
И тоа веројатно му е јасно и на Ердоган, но е работава следна, што во таа група на бегалци не се знае колку се луѓе кои се блиски до терористичките групи, кели, и како ќе се формираат и како ќе реагираат подоцна. Сега вака ќе направиме една врска во одговорот на Европа. Има една држава што е сојузник и на Турција и на Европа. Тоа се Соединетите американски држави, кои исто така Ердоган ги начна со два пати блокирање на важна авиобаза Инџирник, со изговор дека прво беше дека таму некои контроли се прават, а сега 7.000 специјалци по втор пат испати со страв дека повторно се подготвува воен удар и како нус производ на реакциите на полицијата на Ердоган, местното население веќе почнува да се собира, веќе тој има еден таков систем на повикување на граѓаните, така мобилизација на гласачкото тело. Да, и тие викаат одете си на американците гит од Инџирник. Значи едно нетрпение кон важен сојузник на Турција, не само геостратешки, историски, туку и сега во битката со Исламска држава и со тој регион таму. Значи, тоа може да се гледа на два начини. Едно како политички притисок врз Соединетите американски држави за испорака на ѓул. Значи, Фетула Ѓулен да го врати од пенсување, нели, таму е човекот, да го даде Америка, за да на тој начин Ердоган успее да ги ликвидира надворешните врски и можни понатамошни притисоци врз сопствената власт во Турција и организирање на било каква опозиција. И второ може да значи да едноставно сака да ја искористи својата позиција прераснувајќи во еден регионален посилен геополитички играч, да почне да балансира помеѓу Русија и Соединетите американски држави. Тој баланс е многу несигурен во однос на тоа, имајќи предвид дека Соединетите американски држави се уште суперсила и единствена суперсила во светот, а Русија е голема сила која се обидува да се врати на светската сцена како суперсила. Турција не е тој калибар. Не, Турција е регионална сила, но има еден момент кој можеме да го врземе со стратешкиот пристап на Русија, која се бори против тој униполаризам на Соединетите американски држави и има за цел да направи состојба во која ќе има повеќе регионални сили. Значи не е една суперсила на светот, туку повеќе регионални сили, дисперзија на моќта, на центрите на моќ и да светот да влезе во една фаза на мултиполаризам, каде што генерално никој нема да има значение целосно во креирањето на светската политика, туку регионално тоа да се решава. Тоа не враќа некаде можеби 200 години наназад во историјата и ако така се одвиваат работите, не сум баш сигурен дека и за регионов ќе биде најдобро, бидејќи ќе се судрат тогаш интересите на повеќе. Ама тоа би ја постигнал Ердоган целта, ако тоа му е целта. Ако направи дисбаланс или ако искористи тенденцијата на Русија за повторно враќање. Не е само нему целта. Целта и на Русија истото да го има. Значи он искористува се заеднички цели сега. Да, но тогаш Ердоган навистина храбро им кажува не на НАТО сојузниците. Тој не им кажува не на НАТО сојузниците. Тој директно се конфронтира со Соединетите американски држави, знаејќи за позицијата која Турција во НАТО ја има. И политичка и војна. Тоа прави со Европска унија, дури повеќе. Таму е веќе членка и има многу други односи кои што се важни за Турција. Таа игра со НАТО е многу полесна за него. Полесна? Да, затоа што е членка. Таму е. Внатре. Не ми делува поопасна малку. Опасна е за на тенкежици. За опасна е, но е по условно кажано лесно бидејќи внатре во системот делува. Знае дека не е толку лесно да го откача. Сигурно нема да каже Ердоган Турција го напушта НАТО. Ние се конфронтираме со Соединетите американски држави, а не напуштаме НАТО. Има еден момент, мислам дека 65-та година се има случајно кога Франција го напушта НАТО привремено. Токму поради судир со Соединетите американски држави. Франција го напушта НАТО за да после неколку години се врати во НАТО. Верувам дека Ердоган го има тоа како слика пред себе и како искуство. Ја игра истата игра. Ја игра играта, всушност не влегува во играта на Франција од тоа време, туку игра
игра на сопствена игра и уште еден момент кој еве денеска баш го забележав, Русија бара разговор со НАТО, директен. Ама тоа ми е вториот сегмент. Значи, може би Ердоган премногу се надева дека ќе склопи некаков поблизок сојуз или однос. Ќе ги релаксира односите. Ќе ги релаксира односите со Путин. 6 месеци прво не му се извинуваше за срушениот авион, потоа наеднаш по ова му се доближи, дури руските коментатори забележуваат дека Ердоган го имитира и сака да се доближи до Путин. Дури ако е возможно еден сегмент во односот кон Русија, можеби ако е заверување на она што Дугин го јавно изјави дека всушност информациите за ударот му ги дале русите. А тоа треба допрва да се види. Допрва ќе видиме како ќе. Се искочи па и други некои информации противречни, но видете и Русија, вие знаете дека Русија исто така играч и Путин. И дека нема да дозволи веројатно односите со НАТО да ги нарушат заради Турција. Во таа игра, во тој триаголник, не се знае кој ќе остане со кратки ракави. Може повторно да биде Тоа е секогаш присутно во меѓународните односи. А особено односите Турција и Русија историски секогаш биле конфликтни. Така. Да. И кривни и секогаш. Заради допирните точки на интересите, така. Црно море, блиски, Дарданелите, нели, Балканот и така, блискиот, односно горе делот према Ерменија и така натаму, но во меѓународните односи секогаш е така, некој во таа игра ќе остане со кратки ракави, но јас мислам дека не се работи за триаголник, туку дека Турција ќе остане во НАТО. Турција нема да излезе од НАТО. Нема да ја игра таа игра на тој начин, туку едноставно само врши притисок врз американците за фаќање подобра позиција. Дури она употреба на локалното население, блокирање на базата Инџирлик, посетата денешна на командантот на НАТО во Турција, барање за разговори под изговор дека ќе се зборува за коалиционите дејства против исламската држава, веројатно ќе се начинат многу побитни теми. Ама зошто им го прави тоа на американците? Американците зошто би молчеле? Зошто Значи мора да има постои еден момент во кој веројатно дел од американската администрација е патена во тесно и со директно учество во организацијата на пучот. Значи нешто има што знаат и едните и другите, па сега се обидуваат како да го израмнат тоа, но Ердоган, ви кажав, една од теориите можни за ваквиот настап е токму да го добие Ѓулен, за да може да реши со тој вид на опозиција надвор и воедно отворено да се отворат многу работи за него преку доаѓањето на Ѓулен, тој многу работи и ќе каже сигурно. Тоа така оди. И сега втората работа е ама ако знаете како, ако располагате со доволно информации за тоа како пријателската држава ви направила пуч, тоа е многу лошо. И јас мислам дека тоа сега го користи, тој моментот го користи на избори во Америка. Веќе замислите сега да излезе во јавност. Имаше тука и вие бевте и два пати разговаравме со двајца генерали, поранешни генерали македонски, а и неколку коментари на дворешни. Значи, ја не знам процент на колку има неуспешни пучеви, но досега пучевите во Турција секогаш биле на друг начин организирани, биле генерално успешни, затоа што целата армија правела пуч на актуелниот претседател. Така, го разговаравме ова. Ако тоа е аматерски направен пуч, или ако за тоа е избрзан пуч. Ама ако за тоа стоеле голема сила како што е Америка, не верувам дека тоа толку ќе се дознаело, Ердоган дознал и дека бил неуспешен, а сакале да го урнат. Значи, прво да не придаваме митолошки форми на моќта на суперсилата. Тоа го видовме на примерот на Македонија. Значи, тие нема да се откажат од целите кои ги поставиле, ќе действуваат долгорочно и една од причините поради кој Ердоган веројатно вака действува е токму да ги спречи долгорочните, барем во еден определен период, делување. Второ, тој пуч беше брзо реализиран, односно активиран вон планот, веројатно, бидејќи некои информации кажуваат на тоа, ако се сеќавате последен пат кога разговарате, јас ви спомнав за американскиот професор кој правеше анализа уште пред година дена каде што зборуваше дека е неминовен воен удар во Турција и обично Ердоган на определен период знаеше да отстрани дел од генералите, значи имаше еден мек пристап во чистењето на армијата и предпоставувам
според она што јас го имам осознаено, дека времето за чистење во турската армија се приближуваше и затоа беше поттикнато да се реагира вака. Можеби, дури и во тие внатрешни разузнавачки игри е поттикната информацијата дека ќе има чистка во армијата за да се предизвика ваква реакција побрза. Добро, ќе направиме тука уште една пауза за реклами, ќе погледнеме прилогот на колегата за последните апсења на оние 11, прво беа 9 по 11 командоси, кои што наводно или реално се обидувале да го ликвидираат Ердоган, а потоа ќе продолжиме токму на онаа тема внатрешната позиција на Ердоган, бидејќи имаше три: Европа, Америка и решавањето на состојбите внатре. Да го погледнеме прилогот и рекламите. Турските власти соопштија дека во операција во околината на туристичкото место Мармарис на Егејското море биле уапсени 11 војници за кои се смета дека биле дел од групата што го нападна хотелот каде што престојуваше претседателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган при обидот за воен преврат на 15 јули. Во акцијата на специјалните полициски сили биле употребени морнарички хеликоптери и беспилотни летала, а според локалните медиуми, полицијата добила информација за локацијата на осомничените од локални ловџии. Како што известуваа медиумите за време на обидот за воен удар, Ердоган го напуштил хотелот 15 на минути пред група од околу 25 војници со хеликоптери да се спушти на кровот на зградата во обид да го зароби. Со овие уапсени бројката на приведени војници од оваа група се искачи на 14, откако минатата недела беа приведени тројца на полициски пункт. За сега нема официјални информации дали има и други осомничени или во меѓувреме властите ја намалеле бројката на војници по кои што се трага. По приведувањето на војниците, голем број поддржувачи на Ердоган се собра пред полициската станица и ги навредуваа приведените додека тие беа носени во станицата. Во меѓувреме, голем број курди се собра во Дијарбекир во јужниот дел на Турција, протестирајќи против обидот за пуч, но истовремено истакнаа дека на земјата се потребни силна демократија и реформи. Ваквите барања доаѓаат по широко распространетите репресивни мерки што владата ги спроведува како одговор на обидот за воен удар, во кои повеќе од 60.000 луѓе од војската, судскиот образовниот систем и од цивилниот сектор беа уапсени, суспендирани или ставени под истрага. Демонстрантите истакнаа загриженост од постапките на владата, но истакнаа дека нивниот собир не значи и поддршка за Курдската работничка партија. Тоа што сме против обидот за пуч не значи дека сме за поддршка на Курдската работничка партија. Тука сме да дадеме поддршка за борбата за демократијата. Мерките што се спроведуваат ги гледам како пуч што го врши владата. Обидот за воен удар не успеа, но сега владата спроведува пуч за да ја зацврсти својата позиција. Им се нанесува штета на луѓе кои се во право и кои не заслужуваат таков третман. Луѓето го запре обидот за пуч, но тоа што треба сега да го направиме е да изградиме силна демократија во Турција. Во спротивно, обидите за пуч никогаш нема да престанат и ќе има подлога за такво нешто. Турските власти ги спроведуваат масовните апсења со објаснување дека станува збор за широко распространета мрежа на поддржувачи на муслиманскиот клерик Фетула Гюлен, кого директно го обвинија дека го организирал обидот за воен удар. Турција побара екстрадиција на Гюлен од САД, но американските власти одбиваа да го сторат тоа, без да добијат цврсти докази за неговата вмешаност. Еве повторно во отвореното студио. Ќе продолжиме на онаа тема што ја гледате Турција по пучот меѓу Русија и САД. Токму овие теми господин Андонов ги начнавме. Рековме дека, или рековте дека во овој дел Ердоган се доближува до Русија, ќе сака да искористи, користејќи ги состојбите во Америка и изборите, можеби некој најави од еден од кандидатите за друг однос кон Турција и кон НАТО. Но мислам дека Америка нема да му прости ако он претера малку во шамарањето на базата Инџирлик, ова на европејците и тоа кабадахиско однесување не само дома, туку и надвор, дека веројатно во блиска иднина ќе ги средат работат или ќе се договорат, но ќе му памтат. Затоа што на крајот на криштата ми се чини дека Русија и НАТО сепак ќе се договорат, ќе ги испеглат односите кои сега на Ердоган му се чинат поларизирани, па тој наоѓа дупка за да клонира лево или десно. Значи, интересите во меѓународните односи се приоритет за државите. Тука нема збор, можеби моментално секоја од страните во овие сложени релации ќе гледа секако да ги оствари своите интереси, но и да наметне своја приказна на некој друг.
како и да се тешко дефинираат односите сега помеѓу Турција и Соединетите Американски држави, во какви да се состојба Соединетите држави со изборите, со концептот на Трамп, нели со концептот на Клинтон и така натаму, ќе имаме состојба во која нема, токму во право сте, нема тоа така лесно да го простат, може би привремена дефанзива ќе има, но потоа повторно ќе се вратат на сцената, бидејќи на крајот од крајите Соединетите Американски држави не сакаат да се откажат од својата униполарна стратегија, од својата позиција на суперсила која секаде на секоја точка во светот каде што има интерес ќе делува, посебно во Турција, бидејќи ги спојува Балканот и Блискиот Исток и уште како имаат интерес, имајќи предвид дека еден од нивните главни соперници во геополитичката игра Русија е токму на границата со Турција, значи е голем интересот. И сега дали Русија на крајот ќе дигне раце од таа приказка и ќе се договори со Соединетите Американски држави и ќе си најдат некој заеднички интерес, постои таа варијанта, не е исклучена, зависи од амбициите и тоа што сака Ердоган да го постигне во геополитичките односи, посебно во регионот, особено на Балканот и на Блискиот Исток, и колку тоа ќе оди во полза на Русија или на нејзина штета, па во определен момент да избалансира и да каже повеќе вака одговара или другачие одговара, да не забораваме за некои стратешки позиции на Русија и така наречени идни идеи кои ги пласираше Дугин последнава година како крајна цел на руската стратешка политика во регионот. Ердоган си е председател, тој ќе си ги проценува можностите, но се чини дека во еден момент, во еден кубен сантиметар време, сака да реши многу прашања. И надворешни, она што велите стане играч геостратешки, игра и со Европа, и со Русија, и со Америка, нешто што веројатно е нешто многу ново за таква позиција на Турција. Турција таква позиција немало од 16-тиот век. Веројатно ви. Така, значи немало, да, таму така има еден преглед, мислам дека Пламен Пантев од Софија, професорот го правеше прегледот на големи сили низ историјата на средниот и новиот век, и Турција ја сместува во еден период од некои 70 на години кога имала геополитички значај како голема сила, потоа полека опаѓано затоа, например, другите држави, посебно во современието, Соединетите Американски држави веќе 200 години се на сценава. Значи, он освен на надворешен план, сака и дома да расчисти со се она што сега го нарекува споредни и директни учесници во пучот. 18.000 луѓе ако учествувале во пучот, тоа е малку чудно. И уште 60.000 други, нели, потенцијални. Значи, со 100.000 избркани или уапсени луѓе или луѓе пред суд, како што вели еден од луѓето во изјавата кој што излегува на улицата за да ја утврдат демократијата на Ердоган, значи со 100.000 уапсени луѓе, не знам колку се постигнува демократија, со полициски час кој што веројатно ќе следеше исто така како успееше пучот, фактички он сега го применува, така, за да може полесно да ги спроведе апсењата на учители и наставници, да расчисти со Фетула Гюлен. Ми се чини како да сака да биде Реджеп Таип Ататурк, како да го обнови историски улогата на Ататурк во создавањето на модерна Турција, ама малку поинаква од времето на Ататурк, иако името Ататурк, татко на нацијата, е забрането после умирувањето на Кемал. Јас така го доживувам, како себе се гледа како голема историска личност која што ќе ги постави темелите на нова Турција, не она кемалистичка, него некој баланс меѓу исламистичка и секуларна Турција. Затоа и се повикува на Фетула Гюлен дека тој бил екстремниот исламист, он бил... Да, па мора да има на спротивната страна некој кој е противник, нели, порадикален, но во основа, ајде да го дефинираме тоа сега како мек пан-отоманизам. Во тој аспект, и затоа има логика во ова што го зборувате многу, дека сака да биде втор Кемал Ататурк, но во еден обратен процес, така да кажам,
каде што враќање кон конзерватизмот, враќање кон конзерватизмот на внатрешен план, поттикнување на традиционалните вредности на турското општество, но и влијанието на еден друг начин врз двата региона на која допирна Турција, што би му одело од полза, значи како една нова геостратешка политика на Турција. Сега, знаете како, 100.000 луѓе за Турција од 70 на милиони народ не е толку многу, нели, ние од наша перспектива кога гледаме за нас 100.000 луѓе се голема бројка. Стали 20 милиона. Да, генерално гледано 100.000 луѓе се многу луѓе, но кога така го мерат таму во Турција, тој смета дека тоа не се многу луѓе кои како политички противници треба да ги нема. И тоа е основната поента во која тој настапува. Значи 18.000 директно приведени и уште останати 60.000 да кажеме по разни основи обвинети, но не отпуштени од работа и така, но не приведени, не уапсени. Ама за чудо, тие не се учесници во пуч, тие се приврзаници на Ѓулен. Што има сега тука? Тие се приврзаници на Ѓулен, тоа се луѓе кои прво кога се работи за Ѓулен, тој го обвини Ѓулен отворено дека стои за пучот, иако Ѓулен тврди дека тоа не е така. Да. Но покрај тоа што се приврзаници на Ѓулен, тие се против неговиот режим. Значи изборуваат јавно против Ердоган. Ама Турција е демократска земја. Ама токму затоа и денеска се обрати Европската унија со таа порака да не се приведуваат и да не се малтретираат луѓе кои не повикуваат на насилство, туку само искажуваат како новинари, професори или не знам на друг начин искажуваат незадоволство од владата или од незините чекори. Токму тука е проблемот кој сега се јавува по однос на односот на Европската унија кон Турција, а Ердоган во конкретниот момент, затоа и реков, се обидува да си ја затврсти позицијата, уништувајќи ја целосната опозиција во Турција која може да оди. Таа замолчи. Опозицијата молчи зашто големи и медиумски и опозицијски. Ама има вие гледате кој парадокс е тоа. Последните избори едва победи доби мнозинство. Ердоган, значи дека имаше силна опозиција. Сега таа ја го поддржа Ердоган во демократските процеси, сега тој си се враќа така како што сака. Каков парадокс имаме? Курдите му даваат поддршка, а бараат демократија. Да, тоа се парадоксите кои се појавија, затоа што сега всушност во Турција никој не смее да каже јавно да ја го поддржувам пучот, што е и ненормално да се каже, кој може да поддржува воен пуч, нели? Ни натре, апсолутно, Но давајќи му поддршка против пучот, тој го употребува како инструмент за решавање на внатрешните состојби. Сега доаѓаме во една апсурдна состојба во која да те поддржувам против пучот, како посредно ти одобрувам да правиш што сакаш. Тоа е моментот, тој оној што рековте кубен сантиметар момент кој го користи Ердоган за воспоставување на чиста состојба внатре. И воедно вршење притисок на таков начин ќе изврши притисок и врз Европската унија и врз Соединетите држави и ќе ја подигне Турција барем во неговите идеи кои може да се прозрат така како што може да се прозрат, деталите не ги знаеме, не можеме да знаеме што ќе бидат следните точни негови чекори, но идејата е значи да ја подигне Турција на геополитичко ниво, на сериозен регионален играч кој нема да зависи ни од Соединетите американски држави, ни од Русија, туку ќе може да има некој баланс, така да кажеме, измеѓу нив, а да ги користи ресурсите на НАТО. Тоа е многу битен елемент. Он е свесен дека, а и реално ми се чини во светските медиуми една атмосфера по пучот, се случи, имаше и овдека и коментари, пола, како пола се радуваа што не успеа пучот, но добра половина како да жалеше што пучот не успеа. Како да очекува дека ќе заврши една друга приказна и дека таму пучот ќе донесе друг вид на односи. Демократија? Не знам, некој друг вид на односи или дека нема да биде Ердоган тој што ќе ги води конците на ваков начин. Па токму тој и требаше да биде целта веројатно на пучот, некој друг да ги води конците и да тргне во некоја друга насока Турција. Затоа тој мисли че не еднаш одговори, па зошто не се радувате што не успеа пучот? Затоа што ако успееше тој пуч зад кој стоеше, како што вели Фетула Ѓулен, ќе имавте, им вели на американците и европејците. Еден радикален исламист, да. А не ваков како што е, ќе се чудевте што ќе се случува со. Прашање Иако тие тргнаа заедно, ја не знам кога тие толку
радикално идеолошки се Сега се прашање разделија. е, знаете кој е прашањето развиваа. според мене, колку штом доби заштита во Америка Ѓулен, колку е тој радикален исламист и колку не работеше под некој друг налог да го представи Ердоган, односно да ја открие политиката на Ердоган како мека исламистичка политика, така да кажем. И сега, кога зборуваме за тоа дали некој се радува или не се радува, тоа малце е шизофрена работа и баш не е токму работата така. И во Македонија имавме такви ситуации да луѓе се радуваат на пуч, па повикува ај на наша глава и така натаму, што е доста дискутабилно во јавната политика човек така да настапува и да оди со такви идеи. Така што добро е што никој во светот не го прифати пучот како нормална работа и мислам дека ако беше успешен, ќе му требаше и на пучистите ќе им требаше време да бидат прифатени како такви и многу други отстапки. Исто ќе имаше апсења, сигурно исто. Не, сигурно, но ќе имаше, но против нив како ќе викаа, ќе се блокираа процесите на Турција и што? Ќе останеше членка на НАТО. Мислите дека администрацијата на Обама немаше да ги признае пучистите после тоа, ќе ги признаеше. Можда ќе чекаше месец-два време, ќе ги признаеше, фактичката состојба е таа и крај. Во основа, фактичката состојба во Турција ќе остане и сега. Ќе помине и сето ова, нели, има он инструменти, пак се враќаме на почетокот на разговорот, има инструмент ќе ги притисне Европската унија со бегалците, врши притисок врз Соединетите американски држави блокирајќи ја базата Инџирлик, може да се случи да ги сопре логистичката подршка и воопшто учеството во борбата против ИСИЛ. Така што многу инструменти има тука, и еден од инструментите е приближувањето кон Русија и така натаму. При крај сме со разговоров, нема да ги отвориме економските прашања. Не знам дали он се помири со Путин затоа што Путин му удри едно економско ембарго, голем број на руски туристи ја преплавуваат Турција и добро заработува Турција од тие туристи. Дали е прашање некаде видов дека околу 41 или 42% е намален приходот од туризам годинава по државниот удар во Турција, така што како да дојде на исто. Поголема штета има сега. Да кажеме уште повеќе. Но што подолго држи состојбата ваква каква што е и економски, барем туристички на полето на туризмот ќе губи Турција. Знаете како, кога решил да оди во таа работа, тој има пресметан ризик од загуба. Значи тој решил да оди во таа работа да ја реши работата до крај. И за него оваа година е изгубена. Тој однапред знае дека и економски ќе има стагнација, ќе има можда и пат и туризмот прв на удар ќе биде веќе се случува во ек на сезоната, да се случуваше во септември, подругаче може би од тој аспект ќе беше. Но генерално свесно оди на таа работа. Значи тоа се пресметани ризици. Тој оди да ги оствари своите стратешки цели политички во државата, да ги оствари целите како ја замислува Турција во регионалната геополитика и во меѓународните односи и свесно оди на загуба во тој дел. Така да тоа не е ништо страшно, условно кажано, ништо страшно од аспект на негово гледање, веројатно, и од целите кои треба да ги постигне. Добро, станува енигма Турција. Ние не можеме да ги iscrpиме сите можности и можни аспекти како тоа ќе се расплеткува. Како ќе заврши. Како ќе заврши. Очигледно е една фаза се уште на апсења и на немири. Јас не сум експерт за турските прашања, но очекувам логички дека можеби овие 18.000 се уште не допреле до мекото ткиво каде што реакциите ќе бидат побурни и внатре во Турција и надвор, но ако продолжи со извинувања, продолжи на тој начин да ја утврдува демократијата, мислам дека нема да биде добро за Турција и економски и политички. Мислам дека нема да допре до тоа како што го нарековте мекото ткиво, првенствено затоа што ако се сеќавате во изминатите години тој се судруваше неколку пати со протести на Таксим, те други побуни, те проблеми вака така. Имаше тој неколку такви состојби во кои претпоставувам дека ги следел состојбите и конкретните, и конкретните лица кои може да учествуваат и претпоставувам дека дел од сега приведените се учесници во такви протести или пишување позитивно или таква работа. Кажал некаде нешто и сега е на удар дека ги поддржува наводно исламистите, дека
за уривање на владата на изолира својата собствена држава. Но тоа не води кон знаете како, Турција не може да биде изолирана на таков начин. Може делумно да биде изолирана, знаете од кој аспект? Од аспект што врзува два клучни региони, а состојбата на Блискиот Исток е така запалива и ризична, што никој нема да сака да ја изолира. Дури и да предпоставиме дека Европската унија ќе воведе ембарго кон Турција, значи нема да подлегне на притисоците, па Турција ќе ги пушти бегалците, кој гарантира дека Русија нема да ги отвори токовите за стока и така натаму? Друго, тој успеа да ги смири шиите, воспостави добри односи со Иран. Тоа е многу интересна работа. Тоа му е против тежа во однос на заедничкиот интерес со Иран по однос на курдите. Ама таму Русија е главна. Ама тоа е јасно, во Иран Русија игра многу. А игра со Иран заради Азербејџан. Зашто Азербејџан е со Соединетите Американски држави доста поврзан. Добро, човек не е добро да си ја подценува собствената држава, но можеби не треба да ја преценува важноста, бидејќи он е во еден катаклизмичен регион каде што има многу непријатели. Има многу непријатели. Мислам дека токму на тоа игра. Сите надворешни непријатели да ги среди, особено не тие што му прават проблеми. Он нема да се обидува да ги средува сите надворешни непријатели, он сака да ги среди внатрешните, да биде сигурен од унатре. А потоа ќе планира како понатаму, веројатно таква му е проценката. Јас многу би сакал да видам по завршувањето на овие сите состојби во Турција, веројатно можеби ќе потрае и цела година целата оваа состојба во Турција. Па, предвидувам цела година додека не завршат изборите во Америка, не се стабилизира новата администрација во Америка, ако дојде до промени таму и така натаму, бидејќи сега некако таму избалансирана состојбата. Да видиме што ќе се случува од таа страна ново, но пред се ме интересира доколку он успее да ја затвори целата оваа приказка, какви ќе бидат влијанијата врз регионот и Република Македонија во тој дел. Значи, дали ќе има промена во неговата политика кон регионот и Република Македонија? Дали ќе се постави од позиција на сила или како досега што функционираше релативно меко со регионот, ќе продолжи да функционира? Па еве ќе видиме ако утре има реакција од турскиот амбасадор на оваа емисија. Па ја не очекувам реакција, не кажавме ништо негативно, само анализиравме една состојба. Знаете, тие кои сакаат да најдат секој може да ни најде забелешка во тој дел, нели? Ја затоа и убаво кажав, Македонија многу убаво си ја следи состојбата од страна и нема интерес да се меша. Ние како држава и како воопшто како граѓани, како луѓе не можеме да поддржиме удар. Секако државен удар не е нормален. Сега тоа што го прави Ердоган во Турција, тоа е веќе внатрешна политика која он сака да се стабилизира собствената позиција. Таму како ќе си го решава, си има избори, си има опозиција. Затоа и ме интересира што ќе биде за година дена, каква политика кон Македонија ќе спроведува. Чисто ете да имаме едно искуство повеќе за анализа. Така. Ви благодарам што бевте гостин за Отвореното студио. Вам почитувани гледачи на вниманието и уште еднаш ве повикувам кон крајот на ова вечерно издание на Отвореното студио. Утре да бидете од утринските часови со ТВ Нова, да го следите Отвореното студио и репортерските јавувања од сите места каде што ќе се одбележува 2 Илиндена.